ви се обраќаме со цел да укажеме на неприфатливото однесување од страна на одговорните лица во ова министерство, а во врска со вршење на упис на промена на раководствата во синдикалните организации на самостојниот синдикат за образование, наука и култура на Република Македонија СОНК. Имено во СОНК во текот на минатата година беа извршени редовни избори во синдикалните организации, значи во 573 синдикални организации и 20 регионални одбори, како и на национално ниво на високото раководство. Според законските одредби за вршење на промени на раководствата на било кое ниво, синдикатот е должен да достави соодветна пропишана документација до Министерството за труд и социјална политика и врз основа на истата, наведеното министерство како законска обврска требаше по пропишана процедура истата да ја достави до Централниот регистар на Република Македонија за да се изврши упис на промена на истите во регистарот. Во 38 синдикални организации на СОНК, за кои СОНК има доставено потребна документација, и после повеќе од 4 месеци документацијата стои во Министерството за труд и социјална политика, што значи не е завршена промената во Централниот регистар и толка број на синдикални организации на СОНК, кои ги има од детската заштита, основното и средното образование, установите од културата, а практично се блокирани да функционираат. Подсетуваме дека со писмо број 08-11-164/2, подпишано од министерот Фросина Ременски, беше побарано да се достават одлуки за сите 38 синдикални организации, а кои во досегашната пракса никогаш не биле побарани за ваква примена. Таквите документи се бараат за регистрација на синдикати, а во нашиот случај станува збор за синдикални организации, кои што се членки на Синдикатот за образование, наука и култура, има и извршена регистрација со потребните документи. Но и покрај тоа што СОНК преку неговите синдикални организации ги достави бараните документи од неразбирливи причини и понатаму состојбата не е променета во врска со овој проблем. До денешен ден проблемот не е решен. Напротив, и по последната средба со представници од Министерството за труд и социјална политика ни беше кажано дека целокупната документација на СОНК е изгубена. Ваквото однесување на дел од одговорните во Министерството за труд и социјална политика го оценуваме единствено како грубо кршење на темелните принципи на правото на синдикално организирање, загарантирано со Уставот и Законот за работни односи, и секако приземен начин на притисок врз најголемиот синдикат во Република Македонија. Инаку, во последните неколку месеци, според податоци од Централниот регистар, без никакви проблеми се регистрирани синдикати, десетина синдикални организации од други синдикати. Очигледно е дека Министерството за труд и социјална политика има селективен пристап за синдикалните организации кои можат да се процесуираат и регистрираат. СОНК цени дека со ваквиот однос на ресорното министерство му се попречува синдикалното организирање и действување, што е казниво по кривичниот законник, и доколку подитно не се надмине овој проблем, ќе бидеме приморани да побараме одговорност кон оние кои го кршат законот и ќе бараме соодветна одштета. Доколку не дојде до разрешување на овој проблем, најавуваме дека СОНК ќе превземе и други легални и легитимни средства, вклучително и писмено известување до Интернационалата за образование и Европската конфедерација за образование, во кој СОНК е редовен член веќе 15 години, како и Меѓународната организација на трудот, која е надлежна организација за синдикалното организирање, и секако други надлежни органи во нашата држава. И на крајот, но не е помалку важно, прашуваме уште колку месеци ќе поминат за да биде свикан економско-социјалниот совет на национално ниво, чиј председател по функција е министерот за труд и социјална политика. Загрижени сме дека ваквото однесување во ЕСС многу потсетува за времето пред 10 години.